Пристигна нашиот гостин, доктор Оливер Јовковски, пулмолог од Цистина. Веќе ви споменав дека ќе зборуваме за пост-ковид компликациите. Докторе, добро утро. Добро утро. Јас секогаш се водам од она што ќе го најдам на интернет, вие ќе коригирате што тоа е точно, што не е точно. Наводно милиони луѓе ширум светот уште долг период по прележувањето на ковидот трпат последици, имаат симптоми. Зборуваме за долг период не само во недели, туку и со месеци. Добро се разбира, ковидот е инфективно заболување кое што кај оние луѓе кои што се предиспонирани за одреден начин на имун одговор, може да предизвика и тешка респираторно воспаление, пневмонија еден вид, кој што всушност е организирачка пневмонија. Сега пневмонија како базичен термин, горе-доле сите го знаеме, организирачка пневмонија е еден вид на малку поинаков одговор на организмот на воспалителниот агенс, кој што доведува до собирање на воспалителна течност во самите алвеоли, кој што понатаму може да се на еден начин да се организира, односно да се стврдне, еве вака најпластично за гледачите да објасниме, и тоа доведува до подолготрајно оштетување на алвеолите и тој дел од белиот дроб слабо се користи, низ него слабо ја извршува онаа функција, значи размена на гасови. Сега, како што знаеме сите, веќе убаво ги научивме овие основни карактеристики на болеста. И ние станавме експерти веќе покрај вас. Добро, убаво е, за повеќето болести се препорачува пациентот да се запознае со својата болест и да знае основните елементи и да знае нешто првично што би требало да направи. Со ковидот би рекле дека сите имаат свој став, колку е тој исправен ќе видиме, се уште многу малку се знае за така да последиците, да ги објасниме последиците ќе биде се уште многу тешко. Нашите искуства се дека и оние што имаат доста тешка форма, односно кои што биле и на респиратор или на некој друг вид на помош при дишење, значи high oxygen flow, односно кислород со висок проток, неинвазивна вентилација, имале промени опсежни во белодробието, сепак после одреден период постои значително продобрување, драматично подобрување, а кај најголемиот дел од нив и комплетно повлекување на наодот, одредени степен на намален капацитет и проток низ воздухот останува, меѓутоа тој, да кажеме, веројатно ќе биде доволен за понатамошен живот. Тоа се досегашните сознанија околу последиците на самите бели дробови. Меѓутоа ќе збориме и понатаму за сите други последици што може да ги даде. Да, еве цело време изборуваме и нели во множина последици и колку што разбрав, оние пост-ковид симптоми што ги чувствуваат пациентите, никогаш не чувствувале само еден симптом. Секогаш е тоа некој сплет испреплетени се повеќе? Веројатно сега за продолжените ефекти на ковидот може да се каже дека постои форма на ковид кој што пациентите добиваат, значи воспаление на белите дробови кое што може да трае неколку месеци, меѓутоа постои еден ентитет долг ковид кој што кажува дека некои системски манифестации, некои органски манифестации може да бидат присутни и по неколку месеци, па дури и до 6 месеци. Тоа зборувам за онаа малаксаност, потешкоти со дишење, иако белодробието е релативно со уредна морфологија, потоа слабост, малаксаност, може диареја, може некој вид на конфузија, нарушена свест во некоја форма. Тоа е сосема друг ентитет, долг ковид, продолжен ковид. Синдром. Да, и тоа е еден термин што се... Тоа синдромот, кога спомнувам синдром, кажува дека тоа збир од повеќе симптоми. Се зборува за долгорочноста, долготрајноста, нели, на овие компликации, но има ли некои од нив што се трајни, еве што не завршува за 6 месеци, како што велите?
Така еден доста мал, навистина доста мал. Сега знаете дека и кај нас официјалните изјавите на официјалните лица дека 3% е смртноста, дека до 10% се водат дека од заболените се всушност оние кои што имаат некоја потешка форма, зборам со пневмонии, така да и од тие 10% вкупно заболени, еден мал дел на пациентите имаат одреден оштетување на белите дробови, кое што треба да се контролира во наредните месеци, 5, 6, 7 месеци. Сега тоа зависи од општата состојба, од другите придружни болести, коморбидитети популарни и од едноставно културното и здравственото ниво на една средина и на некои пациенти. Бидејќи веќе споменавте некои проценти, ме интересира од ваша пракса дали е тој процент сте го забележале што се споменува во светски рамки дека отприлика 35% од оние кои што прележале ги чувствуваат уште на долг период токму тие најчести симптоми кои што се отежното дишење, заматен ум, исто така го нарекуваат и замор. Од ваша пракса, дали горе-долу тој процент е? Сега да ви кажам, праксата на еден доктор или на една здравствена установа не може да се земе како валидна во проценката на во основа, за тоа постојат посебни установи кои што примарна дејност им е прибирање, обработка, анализа на податоци за здравствената состојба, за некоја болест или за општата здравствена состојба. Јас од моето искуство би рекол дека има пациенти кои што имаат продолжени симптоми, колку тоа навистина се должи на самиот ковид, колку на стравот, на паниката. Малку и психички сакате да кажете? Да, во секоја болест има компонента. Постои еден страв од самата болест и од исходот, што е сосема човечка реакција. Имало исто така симптоми, да речеме, кои што не се провлекуваат од самиот старт на болеста, туку напротив, по прележување, после неколку денови, дури тогаш дополнително се јавуваат. Па тоа е нормалниот тек на болеста, тоа е вообичаениот тек на болеста. Знаете, во првите 7 дена постои еден инфективен синдром. Тоа, како да кажеме, сите инфективни заболувања започнуваат со слабост, малаксаност, болки во коски, покачена температура и тоа све што оди. Потоа се да кажеме се диверзифицира кој ќе добие респираторни потешкоти, кој ќе остане на овие општите инфективни симптоми и во кој тек ќе оди, кој тек ќе го завземе болеста. Најдов исто така една констатација од експерт некој на светско ниво кој што вели да си излечен не значи дека си оздравен од COVID-19. Дали некако горе-долу така му доаѓа? Па веројатно тоа подразбира дека текот на болеста може да трае од неколку дена до неколку недели, па и до неколку месеци. Сега тоа подразбира дека треба редовни контроли на оние кои што имале одредени други органски зафаќања, како белодробни компликации, бубрежни, васкуларни. Треба еден период да се контролира редовно кај соодветен специјалист. Кои се вашите препораки? Колку редовно треба по прележувањето, ако се уште не сме оздравени, како после треба да се однесуваме? Сега велам тоа што го спомнав пред малку, чувството дали некој се осеќа здраво е многу субјективно. Тоа не можеме баш да го измериме, можеме да го оцениме, тоа значи од прилика, што значи дека што не е популарно во медицински дам, меѓутоа треба да се прават основни анализи, веројатно уште еден месец, два после официјалното прележување, бидејќи еве јас во последно време се среќавам со една сосема поинаква ситуација, значи пациентите, бидејќи сега официјално 7 дена е изолацијата, пациентите рачунаат дека после 7 дена апсолутно се излечени, се е поминато и дека веќе нема што да очекуваат, они слободно се вклучуваат и во социјалните. Јас не би рекол дека тоа е наисправно, веројатно си нашле оние
надлежните кои што го формирале овој став за 7-дневен карантин, изолација поточно, се нашле некој убав изговор, меѓутоа пациентите како да не разбираат, ако поминат 7 дена, тоа не е гаранција дека всушност втората недела е најтешка, тогаш во втората недела од самата ковид болест почнуваат најголемите компликации респираторните. Тогаш оној автоимун одговор буре на организмот, цитокинска буна, позната, многу често се споменува, така да треба тоа убаво да се стратифицира ризикот, кој е кандидат за некоја потешка форма на болеста. Освен она што на самиот почеток споменавте што е тоа што сушност ковидот им прави на белите дробови, што е она што белите дробови поради својата слаба функција им прават на останатите? Кои други компликации произлегуваат токму од како резултат на нефункционирањето на белите дробови или на некој период што слаба функција биле? Добро, основната функција на белите дробови е размена на гасови, значи влегува кислород и се излегува јаглерод диоксид. Во недостаток на кислород што ни се случува? Се разбира, тоа е општо. Видете, проблемот со кислородот е дека не боли ништо тоа. Тоа е хипоксијата, недоволното сатурација со кислород доведува до забрзана работа, чувство на страв, слабост, вртоглавица, зашеметеност. Овие симптоми сега кај некои поради претходни состојби на белите дробови, обично пушење или претходно прележани респираторни заболувања, може да се јави покачување на јаглерод диоксид. Тоа е буквално еден вид на јаглерод диоксид, знаете, во поголема концентрација може да представува еден вид на токсин кој што се таложи и предизвикува поспаност, конфузија, агитираност и на крај доведува до кома. Повисоките вредности на јаглерод диоксид доведуваат и до кома. Проблемот е дека оваа кома многу малку се препознава. Наставно некој човек кој што има релативно понизок кислород во еден момент заспива. И тоа е потешко се комуницира. Кога се успеете да го разбудите не потешко се воспоставува контакт со него. Затоа морам да потенцирам дека во Македонија нити има навика, нити има култура, нити има технички можности за мерење на ацидобазниот статус да се одредува, гасните анализи популарно наречени, бидејќи само тука може навистина да се види на гасните анализи каква е ситуацијата со кислородот, со јаглерод диоксид, со pH вредноста, значи за киселеноста на организмот и уште некои други важни параметри. Тоа многу малку се прави. Најмалку би рекол во ковид центрите, бидејќи е малку покомплицирана процедура од некој лекарски аспект и нема доволно апарати за гасни анализи. Јас, докторе, им ветив на гледачите како паталци, некој што го поминал, а има голем број што прележа, дека ќе може да се вклучат и да ве прашаат во врска со нивната состојба за некој совет, така што ги отвараме телефонските линии, слободно може да се јават гледачи, мислам дека ќе имаме време за 23-ца. Сега да ве прашаме, веќе 2 години поминаа, имавме повеќе бранови, имавме повеќе соеви. Кој период, кој сој или кој бран според вас беше најфатален? Кога имавте најмногу работа и кога сте виделе работи кои што никош во животот не сте ги виделе? Што најмногу не покоси? Тоа не може. Во првите месеци, првите 6 месеци од пандемијата, најголем проблем беше стравот. Да, и кај докторите беа заболените, стигматизирани, изолирани, отфрлени, сите бевме изолирани, така да ја би рекол дека тоа е, меѓутоа тоа не е, знаете, во тој момент имаше, не знам, 15-20 болни кои што беа сконцентрирани на едно место, така да, меѓутоа стравот е голем проблем во вакви ситуации. Иако понатаму, нели, некаде 2021 некаде почетокот и кон летото имаше поголеми бранови со поголема смртност, а меѓутоа најголемата паника и стравот кај сите беше најголем некаде во текот на 20-та година. Имаме веќе гледач на линија, како што претпоставував. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро Јан сум на линија.
Да, повелете. До докторот сакам да поставам едно прашање. Јас прележах COVID-19 2021 негде на ноември месец. Па средно тешка слика имаше, не да речем толку тешка. Меѓутоа, од тога и навака носеќам голем замор. А нарамно одам, на година не можам, јас 10-15 метра морам да одварам. Осеќам тука у градите. Како да снемам сила, снемам зив. Ви благодарим и предпоставаме ова е едно од прашањата што често ви ги поставуваат вашите пациенти. Да, се разбирам, меѓутоа јас требаше да подпрашам јас пациентката. Ако сте на линија, вратете. Да? Да, тука. Дали сте биле на контролен преглед, значи рентген, спирометрија, одредување на гасови во крвта? Од беше на општи преглед, крвна слика, тоа. А каде, во кај матичен доктор? Кај матичен, не сум била повтор пат на рентген. Меѓутоа, два пати ги проверуваа дедимерите, едниот пат беа 280, а вториот пат беа некај 800. Добро, дедимерите немаат некоја голема функција во после завршувањето на болеста, важни се во текот на акутната фаза понатаму. Значи, јас ќе препорачам на гледачката да се јави кај пулмолог и кардиолог. Да. Не, благодарам. Важно ова предпоставаме во обичаена ситуација, рековме, значи тоа чувствување на замор, отежното дишење. Вие на самиот почеток рековте до 6 месеци не дека е нормално, но е често. Добро, тоа е ситуацијата дека треба да се следи состојбата со работата, дали има последици. Разбирам, во време на пандемија, во паника, во пиковите на големите бранови од заразени, пациентите гледаат да се вратат дома, после тоа се изолирани, не одат на контроли, не е пристапни, не се здравствените услуги. Така да, за тоа има сигурно пациенти кои што не биле исконтролирани какво е нарушувањето на белодробната функција и гасната размена, не е направен контролен преглед, ехо на срце, сепак тоа се луѓе во вака по гласот и во години, кои што веројатно им треба и комплетен интернистички преглед. Малку забележав дека се поднасмеавте кога рековте дидимерите, тоа исто така еден термин со кој што сите сега се запознавме, постојано ги меревме. Колку што добро, ако добро ве разбрав, отпостат кога ќе се прилежи, веќе не треба да ги мериме. Апсолутно нема посебно освен ако не постои некоја компликација која што директно ако не сте имале тромбоза во текот на самата заболување или некоја компликација или некоја хронична хипертромботична состојба, нема потреба. Дедимерите се продукт од коагулација и од разложувањето на тромбите. Овој процес се одвива секојдневно, вообичаено, се случува кај секој човек и нормални се некои одредени варијации. Тој кај човек кој што нема хронична некоја коагулопатија, нема никаква смисла да се проверува и некако полека стана најпопуларно испитување помеѓу народот. Сите разговараат за висината на дедимерите. Тоа само кај пациенти, кај луѓе кои што имаат хронични коагулопатии или некои состојби, тромбози, тромби, хипертромботични состојби, да не кажам, кај возрастни луѓе околу 60 години до 1500 е вредноста нормална за дедимери. Имаме уште еден гледач или гледачка на линија. Добро утро, повелете. Добро утро, лепотице моја. Добро утро. Искрено сакам од срце да те поздравим и докторот, он многу убаво ни објаснил, ја никако да те добием, но сега викам мора мојата искра да ти го слушам, да му ова ни е редовна гледачка Славица. Она ни е толку инспирација, толку го гледамо, толку ни дава волја за живот, нека ни е жива и здрава. Вака сакам да го прашам докторот мислим, секој сабал да те гледам, тој нема шанса. Еве ја мислеше дека сам здрава, докторе, да ти кажем, мислеше сам здрава и нели лани ковидот у март месец
месец, изгуби од осет, мирис, на ништо, на мириси, нели ја одма осетим нешто прљаво мирис и отидем позитивна, добро, позитивна, нема проблем. Овај ковид ми даде до шанса да видим колку сам болна. Ја никад не бе отишла, 7-8 години на гинеколог и ми открија нешто тамо, нели мора да се прави под хитна операција. Аби крв ми зема, иде да мери, месецини целиот крв ми га зема. И рентгени, слима, и по Скопје, али фала му на Бога, се убаво се заврши, златните доктори у Скопје. И сега да ти кажем, докторе, 2 години, пием овие некои нели лекови за притисок, нормално како и сите, осеќам се здрава, еден ден ми ништо не е, еден ден идам така како занесен се овоно. Ајде, викам, добро е корона, ајде корона, па си почнем песна тамо, овамо, викам, они ме прават и улава и ретардирана, ама ја век гурам, докторе, не знам дали сам здрава, дали не сам здрава и више да ти кажем, ни мерим, деди мерим, ни идам на контроли, далеко од тој, али вие толку убаво кажате свака час живи и здрави да сте ми и толку ги сакам овие емисии, толку ви слушам овие доктори, значи поздрав еден голем до сите во Алфа, највеќе до Искра и до прекрасниот доктор. Поздрав и се наубаво. Благодарам, Славица, мислам дека немаше прашање овде. Коментар беше, веројатно, да. Поздрав. Сакав да ве прашам, стигнавме сега нели до овој омикрон веќе. Некако се сакале да признаеме или некако да му се израдувавме сите, затоа што разбравме дека е полесна варијанта, во смисол полесна клиничка слика. Дали тоа значи дека и последиците и компликациите се полесни? За компликациите ќе биде потребно некое време за да ги видиме какви ќе бидат компликациите, меѓутоа еве може да ги погледнеме билтените, има се уште болни луѓе, има се уште хоспитализирани, има се уште луѓе кои што им треба механичка вентилација или некоја помош при дишење, така да и ковидов е болест која што еве кај некои типови на луѓе, кај некои кои што не се кандидати за потешка клиничка слика, веројатно поминува со една полесна, поприкриена, полесна клиничка слика, која што е тешко да се препознае, некогаш и самите луѓе не сакаат да си признаат, па не одат на тестирање, иако се уште се присутна како болест, има за пациенти со тешка клиничка слика кои што бара хоспитализација. Тоа може да го провериме со билтените на Заводот за јавно здравје. Уште се отпирика слични како и во претходните бранови на ковид. Многу ви благодарам на вашето гостување, докторе. Се надеваме, како што рече и Славица, впрочем, дека сме допреле на некој начин до нив, дека сме разјасниле некои работи. Поздрав до сите ваши колеги во Сетина, кои што ви се редовни овде гости. Вам ви благодарам на вниманието и секако останете со нас, бидејќи следуваат најновите вести на Алфа телевизија.